Вработените и учениците во основното општинско училиште Гоце Делчев со свечена седница го направија патронатот, кој инаку го одбележа и на 4 мај со денот на убиството на Гоце Делчев ова година. На денешната седница свечена инаку присуствува одговорни лица од образованието од локалната самоуправа, родители, ученици, наставници, а од името на локалната самоуправа и советот на општина Кавадарци присутните ги поздрави председателот на советот Стојан Шарамов. На присутните им се обрати директорката Весна Ангеловска, а председателот на советот Рамов го награди и му честита на ученикот на генерацијата епитет кој самиот го добил 1999 година на Марика Георгиевска. Инаку да кажеме дека дел од својот паушал од советот општина Кавадарци господинот Рамов и го намени, го додели на денешната добитничка на ученик на генерацијата Марика Георгиевска. Еви ги обраќањето на Ангеловска, Рамов и на Георгиевска. Денес би сакала заеднички да го почувствуваме вложениот труд, постигнатите резултати, да ја споделиме нашата гордост, да се почувствувате и да бидете дел од нас. Добре дојдовте. Гордо исправени низ призмата на успехот, ги гледаме успешните генерации на ученици од нашето училиште, кои ги достигнале пред се своите очекувања, со висок праг на самодоверба, градена во една безбедна и позитивна атмосфера, во која наставниците промовираат развиено соодветни стандарди на однесување, кои поддржуваат продуктивност во учењето кај сите ученици. Се гордееме со постигнатите резултати и награди на нашите ученици, на општинските, регионалните и државните надпревари под менторство на своите наставници, кои несебично се вложуваат во реализацијата на што поквалитетен наставно-образовен процес. Нивните достигнувања се засноваат и се резултат пред се на трудолюбивост, одговорност и професионалност на наставниците, учениците и нивните родители. Искрено ви благодарам, почитувани колеги, за вашата работа, високата професионалност, љубовта кон децата, вашата посветеност. Поддршката од ваша страна за мене представува императив за уште поуспешна работа во иднина. Почитувани присутни, моите предизвици и мотивација се насочени кон обезбедување на поквалитетен наставен процес, зашто покажавме и во време на пандемија Општинското основно училиште Гоце Делчев поставуваше нови стандарди и даде нова димензија на онлайн наставата и беше меѓу првите училишта во државата која изготви собствена платформа за следење на наставата. Изминатите 4 години со поддршка на градоначалникот и локалната самоуправа на општина Кавадарци се реализираа голем број на проекти и капитални инвестиции за подобрување на условите за работа на наставниците и учениците. Во таа насока ќе продолжиме и понатаму. Драги полуматуранти, се наоѓате на прагот на едно ново скалило во вашиот образовен циклус, во вашиот живот. Се надевам дека во нашето училиште ги добивте и се стекнавте со потребните знаења и вештини за успешно да продолжите понатаму. Сите ние се гордееме со вас, со сите ваши успеси кои заеднички ги постигнавме. Ви посакувам успешно да чекорите и по новите патеки, да ги надминувате сите предизвици кои се исправаат пред вас и да ги реализирате сите цели кои сте си ги поставили. Продолжете и понатаму успешно да го представувате и афирмирате нашето училиште, училиштето во кое заеднички ги поставивме темелите на сите ваши идни постигнати знаења и успеси. Се надевам дека и вие сте горди што бевте наши ученици. Почитувани присутни, нашите стратешки цели се насочени низ планирање и проекти, гордо да продолжиме напорно да работиме како училиште од кои понатаму излегуваат успешни генерации на ученици, идни носители во сите сфери во општеството. Посебно чести задоволство ми е што денеска сум присутен на оваа ваша свечена седница и од името на Советот на општина Кавадарци и градоначалникот Митко Јанчев заедно да го закитиме овој ден и заедно да ја направиме атмосферата уште подобра. Уште како мојата образовна траекторија почна во ова основно општинско училиште и во далечната 99 година бев избран лично за првенец на генерацијата
што ми представуваше посебна чест и задоволство. Потоа денеска тука се школуваат моите две деца и од тој потик, бидејќи бев ученик на генерацијата, дадов едно мое ветување во предизборието дека одреден дел од мојот паушал ќе биде наменет токму за лицата првенци на генерацијата во 7 основни општински училишта. Тоа е едно мало мое лично внимание за кое сметам дека ќе биде одредена мала коцка мозаик во нивниот образовен процес. Од мое лично име да ја посекам на првенецот на генерацијата една успешна образовна траекторија, да биде гордост на низините родители, да биде гордост на нашиот град, низината образовна траекторија да остави белег во нашето општество, во нашиот град, дај Боже во нашата држава. И секогаш кога ќе чекори по животниот пат да ја има во своето срце својата втора мајка Македонија. Пристигна крајот на нашето основно образование. Навистина времето лета. Како вчера дојдов на оддев во прво одделение. Многу убаво паметам како со љубов и отворено срце ме пречка мојата прва наставничка Николинка. Јас навистина ги ценам приликите и можностите што сум ги имала до сега. Се радувам дека понатамошното образование ќе биде исто така поучно како и досегашното и ќе научам интересни и корисни работи. 9 години поминаа толку брзо и еве не чека ново поглави од животот. Среќна сум за идните предизвици и можности, но воедно тажна поради крајот на минатите. Во овие 9 години ги добив основите на моето знаење, стекнав нови другарства и се здобив со непроценливи искуства. Се разбира, ова немаше да го постигнам без поддршката и помошта од мојот брат, моите родители, пријатели, класен и останатите наставници. Ви се заблагодарувам за довербата која имавте во мене низ овие времиња и за честа да бидам избрана за првенец на генерација. Се надевам дека сите мои соученици ќе имаат многу успеси во идеја. Во името на сите избрани ученици за континуиран одличен успех ви заблагодарувам. Уште еднаш благодарам од сите. Инаку во продолжение беа доделени јубилејните награди на наставници вработени во училиштето, а награди во вид на дипломи им беа доделени на ученици кои учествува на конкурсите за најдобра литературна и ликовна творба. За нас на крајот беше интересен делот, кога учениците ги прогласија најобилејните наставници со кои другарувале заедно во текот на школувањето во оваа учебна 2021-2022 година. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.